значи да се биде собственик на регионален медиум во овој момент во Македонија? Значи, во дадениот момент, значи борба за стигање до точната информација и пласирање во јавноста и придонесување кон развој на свеста кај народот, што е тоа што го тишти секој ден пракшно со проблемите, представување на проблемите и решавање на нивните секојдневни проблеми, зборувам информативен карактер. Што се однесува до целокупната публика, привлекување на нивното внимание и колку што може повеќе да го задржиме нивното внимание, во смисол нели да таа информација која ќе пласираме преку информативните редакции да биде конзумирана од колку што може поголем број на гледачи, да доведе до некаков импакт или решавање на нивните секојдневни проблеми. Тоа е нашата секојдневна цел за која се бориме. Предпоставувам и новинарскиот тим на тоа работи фер и коректно, затоа што нив ги пратиме нели како се однесуваат кон гледачите и кон целиот јавен сектор. На кој начин придонесувате или можете да придонесете во борбата за слободни медии? Значи, со ослободувањето на притисоците на новинарите што го живеат секој ден од сите мокници, дали е тоа од бизнес секторот, дали е тоа од јавниот сектор, придонесува нели до слобода на изразувањето или слобода на медиумите. Колку помалку влијаеме како собственици врз нивното работење, толку повеќе тие чувствуваат слободата нели за информирање, за пренесување на точни информации кон гледачите. Тоа е единствениот начин како да се ослободи таа спрега помеѓу цензурирањето и да доведе нели до повисока јавна свест. Само на тој начин ние може да постигнеме нели успех, што значи нели слобода на медиуми. Секој нивен притисок, секој притисок кој тие го чувствуваат, нели се осеќа кон медиумот директно, затоа што вербата или невербата на гледачите кон медиумот се зголемува или намалува, зависи од каде што. Дали вие како собственик се соочувате со притисоци од политички, од бизнес центри на моќи и како се справувате со исто? Јас лично не и не чувствувам било каков притисок, затоа што дефинитивно телевизијата 100% се финансира од приватниот сектор. Меѓутоа, зборувајќи од искуството на колегите, тоа што го слушам или тоа што се согледувајќи ситуацијата што се случува во моментов, постои еден таков принцип на цензура, поточно би го кажал автоцензура, или се наоѓаме во ситуација кога имаме, ајде да го кажеме тоа, авторекетирање. Што значи тоа? Дека доколку некој од нашите клиенти постоечки од приватниот сектор не се однесува одговорно кон општеството и ние тоа нели треба да го проследиме како информација, е клиент, нели, и сега постои таа автоцензура, нели, зошто ние да ја пренесуваме таа информација каква што е, нели, дали тоа треба така да се направи, дури и предпоставувам дека новинарите понекогаш нели сами се зимаат за слобода дали таа информација да биде пренесена или не, или да влијаат врз пренесување информацијата. Засега го немам почувствувано тоа како притисок, меѓутоа согледувајќи работата на другите медиуми, гледам дека тоа дефинитивно се случува. Имам приметено неколку случаи. Или пак авторекетирање во смисол кога клиентот решива да прави нешто, се например ако една голема компанија реши да отпушта неколку поголем број на вработени и почнува да се рекламира со предзнаење дека нели медиумите ќе му вратат со тоа нели да не ја покријат таа информација и да не влијае негативно врз работата на компанијата. И затоа ние има тој барем јас го имам тоа чувство нели на автоцензура или авторекетирање, или само рекетирање на фирмите.
Не знам тоа колку се случува во низ светот, меѓутоа мислам дека тука во нашето општество си го дозволуваат тоа при ситуација што нели цените за тоа се премногу ниски. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободни медии? Сметам дека доколку се оттргне клиентелизам подразберам по тоа нели да служиме кон некој или некоја институција, значи мора да се најде начин како еден медиум да не дозволи никакво влијание од општеството, презентирајќи ја правата вистина каква што е. По принцип, нели, медиум како збор значи посредник и наша задача е да ги презентираме сите гледишта. До оној момент кога ќе ги презентираме гледиштата и не даваме наша сугестија, нели, која е правата вистина, и да оставиме самите гледачи да одлучуваат која е вистината од било каков случај, тоа е единствениот начин, нели, ние да се ослободиме од било какво влијание за некој да дојде да ни каже, нели, како тоа треба да се сработи. Ако дозволиме било какво влијание, при ситуација сега зборам од медиум од регионален карактер, каде што сме дефинитивно обкружени со поголем број на познати луѓе, блиски или се блиски на некои наши блиски пријатели, така натаму. Верувам дека некогаш сум чувствувал, нели, стилот, да не кажем притисок, него препорака дека тоа подобро може би да не се прави или да не се покрива како вест, меѓутоа тој луксус не смееме да се го дозволиме. Затоа што доколку има само еден случај, тоа може да рефлектира многу лошо кон нашиот рейтинг. Сега за сега уживаме како медиум доста висок рейтинг, така да го задржуваме правото да ја презентираме вистината и само вистината. И тоа е наша цел.